болни, здрави, минеме ни Струмица. Иначе пред това ние, аз съм 6 години човек, ама минаме боси. И мостът ни нас отличен. Ако ние сами фърлимо натре или не чистим, или не го държаваме, другите от страна, колко и да дойдат, да чистят, не може да го чистят, нито може да не помогнат. Това много добро ще го направил градоначалников. Я защо? Всяка книга тук в парк, всяка кеса, там ќе се тура много чисто ке и хигиенско, това по-одно не може да биде. Нещо posebno ubavo koje ima spoj priroda i gradba. Супер, отличен. Много убаво. Супер е, нямаше да го кажа. Много убава работа. Това само го има у пари са големи градове. Струмица може да достигне тия градове, убави градове. Ние до сега конкретно се мисли за лицата со посебни потреби од најтешкиот вид на количкари. Преземено е да ни се овозможи да се движиме несметано, да можеме да контактираме со сите институции, бидејќи на нас најголема пречка ни беше архитектонските бариери. Сега, од страна на локалната самоуправа, без разлика на партиската припадност, начело со градоначалникот Зоран Заев, ни направи големо задоволство и пријатно сме изненадени дека почна проектот за отстранување на бариерите. Честитам и на градоначалникот, на господинот Заев и на општината Струмица и на сите луѓе што работат во музичкото училиште во Струмица за нивната иницијатива, за желбата да придонесат нешто за културата не само во Струмица, туку генерално ова е навистина прекрасен гест кој што е пример за тоа како треба да се однесуваат и другите општини во Македонија. Прават улици, асфалтираат, канализации, правиат тука понапред парково градија тука. Добро да кажем, до 50 прават. Градот за нас. За нас ке много значи това чистење. Прибедејќи тие години много страдаваме, не само полето, страдаше и цел сел. Сега се изчисти това, ќе нема поплави, ќе нема такова. Значи това е едно голямо богатство до селото. Най-хубавото нещо до сега сме имали от тия 25 години. И аз не помня пред 25 години дали чисто това нещо. Ако продължи така, още по-добро ке. Има игралище направено, нещо около патот, това има улица. Ако продължи така, му честитам на Заев. Добро. Се гледа и от самите инвестиции кои ще се направени. Детското игралище во основното училиште во Костурино беше асфалтирано. Тротоарите во долж населеното место на магистралниот пат Струмица Костурино исто се од општина Струмица. Улица оваа година беше изградена во должина негде од 200 до 300 метра, асфалтирана исто од општина Струмица. И за оваа година се најавуваат некои други инвестиции, тоа градоначалникот што ги има во координација со претседателите на местните заедници. Това за нас, за граѓаните Попчево, много от големо значение за това, што ние до сега не сме имали такви услови да имаме пат ни селото, не го даме така ни скаминето, со добри коли и сето това, ги кршиме, а сега това е за нас много нещо, што никој пат, мислам, не е било до сега. Јас сам 65 години, значи староќа, до сега таква благодет не беме добијале ние. Прво водата што добијаме, исто това, а сега за това не може да се каже, значи това може за инат некој да се говори, да не чина това оригинал за нас. Тај пат това село да вида пред колко години е било тука, много се мачаме и земјоделие нещо да пренесеш, не може с кој не сме носили, с коли, сега оригинал това тук. Селото мислам ќе добие некој лик и добија го, не ќе добие. Редко го пратам, не пратам, много ми е от им задоволително, добра е. Сега добро и много работа се остварува во градот. Това е право да се каже. Можем да кажем дека за овие 3 години моите очекувања се надминати. Сметам дека Совето и градоначалникот својата работа оболвува повеќе своите можности. Чак сметам дека вака ако настави, Струмица ќе биде град за пример не во Македонија, него и надвор од Македонија. Това немам никакви поплати, мислам дека се до сега тече максимално, дека се дават се максимум што може. Видете, јас да ви кажам најискрено, живеам 50 години во Струмица, многу имало преседатели до сегашни нова општина во Струмица, али како овај човек што работи, значи до сега никој не е поводил рачун, значи.
Ја од мене вака му честитам, значи човекот си е поштен, работите се интересира за граѓаните на општина Струмица. А сега за сега можам да кажам се најдобро за градоначалникот, ради тоа што до сегашните началници кои беа градоначалници не постигнаа толку успеси како сегашниот Заев. Само нека продолжи во исто темпо. Многу сум задоволна, се гледат големи успеси. Многу сум задоволен. Тоа дете е злато дете, многу паметно, многу памтен, многу знае, градот го знае подобро од старите струмичани. Улиците ги има, мислиш, на карта напишени само. И ако продолжи така, јас мислам, добро е за Струмица. Треба па да го избереме. Од градоначалник сум најмногу задоволен. Това момче се што може да направи, а советот многу не сум го слушал, не може да кажам за них. Нејто чими се с него не се добри. Благодарение градоначалнику не изде такво, ама алал нека му вода ќе ни донесе и ние сме тие што треба да поддржаме и се да биде во ред. Најубаво за сите што сме тука луѓе, добра и чиста вода да пиеме до сега, като што не е било никој пат вода таква донесена като од градоначалникот што ни донесе во Струмица. За отварањето на водоводово село Давилја, понапред најпрво да му се заблагодарам на градоначалникот е дете изваредно. А од друга страна, што ние пиеме до сега вода само од јамите. Од јамите, чашки јамите пиеме, немаме здрава вода. Благодарение на таа вода, сега што добиваме с господин Заев, градоначалникот, нашиот татко, што ни дозволи да имаме здрава и чиста вода за пиене. Соработката со градоначалникот е на големо ниво, така секогаш за овие 4 години што поминати, секогаш е со нас, секој време ни помага и така да има голема поддршка и понатаму продолжуваме со соработката. Јас сум презадоволна од нашиот градоначалник. Јас ќе го кажам наш затоа што многу ни помага, затоа што секој помош ни пролужа и ни дава поддршка голема. И сакам да кажам дека еве јас сум веќе подолго време член во Сдруженијето на слепи Струмица и градоначалникот е прв градоначалник што иде и помеѓу нас и ги слуша нашите проблеми и барања. Секојаш има слух за нас. Соработката со локалната самоуправа традиционално од година на година се повеќе и повеќе се подобрува, имајќи во предвид во почетокот 2005 година кога градоначалникот на општина Струмица Зоран Задев дојде на чел на општината, соработката со невладниот сектор, конкретно со нашето усдружение, се подобри за разлика од претходните години. Исто така можам да кажам дека градоначалникот многу направи за здружението на глави лица, имајќи во предвид дека ние се наоѓавме во руинирани простори. Минатата година им даде простори со негова помош и со заедничка работа и на самите членови се адаптира тој простор. Прв пат за нашите деца некој се грижи, ги опфати, ни даде да работиме со нашите деца, имаме клуб. Значи, одиме секаде дека треба да одиме, секој пат сме го поканати ние од нашиот градоначалник. Немам зборови да најдам со кој би можел да се заблагодарам и на оваа средба што сега ова вече градоначалникот ќе прави со нас. Неговата поддршка е неизмерна, човекот е толку пријателски расположен према нас.
за секои наши потреби до сега што сме обратили до него без услови ги исполнил и мислам дека и понатаму ќе биде така. Нашата творница Робатко со него ќе продолжи понатаму. Штета што и другите наши градови вака не се обликувани, што би рекол, да личат на светски метрополи. Најмногу од сега имаме площад. Тога и немаше. Мина коли тука, паркинг беше таму. Площадот може да ви кажем најдобар е у Република Македонија за сега. Тој период напредува одлично. Одлично. Мислам като никој пат што не е напредувала. Има изградено puno работи што служат на граѓаните да се удобно усеќат у градот, да се движат како што треба низ градот, да се чувствуват градски и да уживат во се што има во сите убавини на Струмица, поготово во центарот на градот. Нема да бидам нормален ако кажам дека не сум задоволен. Јас не верувам дека има човек што после овие резултати, после оваа поставеност, после овие активности на сите полиња, дури на крајот и со гасификацијата, да има некој незадоволен. Се надеваме дека уште подобро ќе биде. Кога се постават основи за некоја работа, мора да се очекуваат и позитивни резултати. Тоа ние имаме право да го очекуваме. Па, можем да кажем се у супротив, бидејќи Струмица од ден на ден е град се поубав и поубав. Јас сум човек кој шетам низ Македонија и гледам ги другите градови како се. Сметам дека за овие 6 години што се има направено, у другите градови за 60 години не може да се направи. Това не е, тоа објективно кажано. И јас денес само што прочитах веќе гледам тротоара се прават према доле, према транзитниот пат, лево и десно. Тоа е чудено, мислам, колку брзо се гради Струмица. Па прилично сум задоволен. Се што се прави за народ се прави. Се што е убаво, не може никој да го спори тоа. Па, доста сам задоволна. Мислам дека покажа доста амбиции како млад човек. Мислам, ни го разубаве градот и во таа смисла сам задоволна. Сега може би како секој човек има некаде некои грешки, меѓутоа најважно е неговите желби се сигурно искрени за да допринесе нешто за градот и тоа треба да се цене. А ипак е млад човек, има понатаму могучност уште да се докаже и уште поубави работа да направи за нашиот град. Мислам дека го делам мислењето на поголемиот број на граѓани од Струмица, дека Струмица стана пример за практицирање на локалната самоуправа. Сметам дека и во овие 6 години покрај одредени, дали во наводници или не, обструкции од централната власт, сепак Струмица покажа дека може сама и дека со раководењето на самоуправата, на локалната самоуправа од страна на градоначалникот Зоран Заев, се разбира и со тимот кој ја води локалната самоуправа, лично јас сум задоволен и сметам дека Струмица треба да биде пример за практицирање на локалната власт и за останатите општини од нашата република. Премногу. Значи, зафаќаат се за добри работи, градот го направија стварно на град да личи и то не е наш град, него европејски, што се вика. Позелене, ја памтам од детинство какво беше голини овде и се едно нешто што не личише на... А сега е позеленето се само по мене. Би требало техничка вода по улиците да пушат против пожар, да се гаси случајно нешто, а и да може техничка вода ефтина да се наводна од зелениот. Ако не се чува летно време, и сајнат негде и се... Ето, сакак да го кажам. Уште тоа би било по мене, а иначе се е одлично, се е спремно, се е како што треба и сега е лесно веќе да се надоградува уште нешто ако треба. Кој како ќе свати спрема струката, спрема знањето. Па супер, супер задоволна сум и од изградбата на градот и од мислам да средноарно. Животот е супер. Во Струмица се живее. Најдобра град
на Струмичките села, 72 села. Най-богата Струмица с Зоран Заев. Колко приятен и добър градоначалник е Зоран Заев. И аз го ценам како струмичанец, чист, и затова го сакам и цела Струмичка околия. И най-добра Струмица со земеделското производство. Па за овие изминати 6 години може да кажем дека не најмаксимално, али во близина тука сме. Има доста постигнато за овие изминати години, посебно во задните од кога стапи господин Заев за градоначалник на град Струмица. Има доста постигнато, се работи и се уште се работи, се унапредува на што е постигнато. Се привршуват некои завршни фази. Бога ми, народот има и зашто да се гордее и да живее во Струмица. Се надевам дека не само во градењето ќе се планира и креирањето на неговата политика за вработување на младиот кадар. Штом нешто се гради и се постигнува успех, се надевам дека најбитен појам е за вработувањето на идната млада популација. Да знае зашто и учи, и се бори и живее во Струмица. За овие 6 години сум јас многу задоволен. Јас имам 63 години, Струмица ја гледам сега како еден Париз, како една Калифорнија, еден велики град. Многу е напреднена и се уште се граде од нашиот градоначалник Зоран Заев. Европскиот растеж на Струмица го препознаа и голем број печатени и електронски медиуми. Затоа доволно зборуваат насловите во дневниот и неделниот македонски печат, од типот Струмица би можела да биде најубава за живот. Струмица македонски економски тигар. Струмица испишува најуспешна транзицијска приказна. Струмица се обновува. Струмица најубав град за живеење. Струмица успешна приказна без крај и многу други. Интерес за Струмица пројавија и медиуми надвор од границите на Македонија.